Добро утро, почитувани гледачи. Вртоглавицата е чест проблем кај популацијата. Чувство на нестабилност, губење на рамнотежата, нишање, ориентацијата и ред друго што може многу добро да го опишат оние кои што можеби и подолг период се измачуваат со оваа состојба. Причините за вртоглавица може да бидат најразлични, а утрово во Фактор здравје зборуваме за вртоглавица со потекло од вратот. На оваа тема разговараме со доктор Лела Манчев, специјалист физијатар од приватната здравствена установа Матар Медика. Добро утро, доктор Лела, и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата. Што е вртоглавица? Колку е застапена? Колку луѓето се измачуваат или пак се жалат на ваквата состојба? Да. Вртоглавица е еден, можам да кажам, симптом, иако се води како болест, меѓутоа е симптом затоа што е присутен во многу други болести, исто дел од други состојби и едно многу непријатно чувство. Чувство на сензација или чувство на движење на предметите во надворешната средина во круг и на самиот човек и на предметите околу него. И кое што чувство оди со она што веќе го спомнавте во воведот, значи губење на рамнотежата, чувство на гадење или нагон за повраќање, понатаму едно непријатно чувство со проследено многу често кај пациентите со страв, бидејќи го опишуваат како чувство на лептење или како чувство на тонење. Да. Така да, ова е една непријатна ситуација која што на пациентите им предизвикува многу страв кај што кај одреден дел на пациентите ги парализира и ги врзува, ги пасивизира да бидат врзани за домот, па станува и фамилиарен проблем бидејќи се врзани за некој член од фамилијата кој што треба да го носи, да го движи и така натаму, затоа што тој страв се зголемува доколку не се превземе нешто. Да, бидејќи и губењето на рамнотежата, нестабилноста, така си повлекува Така, други опасности така, понатаму, апсолутно, има од други падови, компликации, така, да. Често ли е, врзано ли е со возраста или може буквално кај Често е секого многу. заради одредени причини да се појави? Да, така. Тоа е убаво прашање, значи е многу честа и е многу присутна во нашите ординации и не само во нашите, можеби еве нека биде ова некоја идеја и иницијатива за понатаму да седнеме заедно, тука се често пати го обработуваме проблемот не само ние физијатрите, него заеднички со специјалист по уво, нос и грло, невролог. Тоа е неколку специјалности кои заеднички и пациентот ќе видиме каде прво ќе се обрати, зависно како ќе биде упатен и од симптомите кои ќе превладуваат, натака и ќе се движи. И еден проблем кој што го обработуваме повеќе специјалности или си ги упатуваме пациентите едни према други за да се обработи заеднички пациентот и е многу чест симптом. Со возраста не е толку поврзан во смисол да е нешто поназначен кај повозрастните, да, има одредени состојби, меѓутоа можам да кажам дека е толку еден голем дел присутен кај се помладата популација. Во последните десетина години во нашата ординација, во мојата ординација, значи се повеќе се млади, можам да споредам во споредба со возрастни. Така да млади кои што се врзани со професија повеќе седечка, врзани за компјутер, а тоа е нешто што е во тренд и каде што положбата, постурата на телото влијае, напнатоста, тоа се некои фактори еве што сега ќе го начнеме дека ја зголемуваат, ја потенцираат вртоглавицата. Така, и тоа можеби и беше поводот, нели, токму да ја обработуваме вртоглавица со потекло од вратот, бидејќи многу често пациенти во ординација од помладата популација имате со таков проблем. Се што треба да слушнат и да знаат, односно каде да се обратат и како и што, нели, со физикалната терапија да им се помогне и да им се олесни, ќе слушнат веднаш по првиот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи, продолжуваме веднаш по рекламите. Со доктор Лела Манчев, специјалист физијатар од приватната здравствена установа Матар Медика, зборуваме за вртоглавица со потекло од вратот. Причините се најмногобројни. Буквално така можеме да кажеме, дека многу ги има за да се појави вртоглавица. Причините се многу, значи можеме вака да направиме некоја поделба. Се работи за од периферни и од централно потекло.
малце помедицински, нема да навлегувам во тој дел, меѓутоа донесов едно чисто сликовито да прикажеме на пациентите што значи на нашите гледачи, што значи кога станува збор за потекло од уна периферно го зборуваме или делот од внатрешното уво, тоа се тука каналчиња кои што се полукружни каналчиња, тоа се причина, една од најчестите причини за вртоглавица со промена на положбата на главата и на телото. И тука е баш описот на чувството на пациентите, дека е целата соба се врти околу чувство на тонење и чувство на зуење во ушите и дури намалување на слухот во едното или во двете уши обострано. Тука се главоболки. Често пати во причините и самите мигренозни болки може да дадат, например, вртоглавица. Потоа може да биде причина и невролошки, онака што го спомнувавме, воспалување на нервот. Потоа може да биде причина, значи, во внатрешното уво што го кажав, и дел што е воспалување на тие каналчиња кои што предизвикуваат секоја промена на положба да даде такво чувство и нестабилност. И исто така централно потекло, тие ни се едно поретки, меѓутоа мораме да ги кажеме, пациенти што имаат повреда на дали со траума, со бракејна несреќа и слично, значи повреда на мозокот, мозочен удар, различни состојби како што се и мултипла склероза, сите се тие веќе од централно потекло и може да бидат присутни голем дел вртоглавици кај тие состојби. Она што јас сакам да се задржам и што е многу често, еден голем дел, во тој голем дел е нашиот дел на вртоглавици кои потекнуваат од вратот и имаме пациенти кои што претходно ќе бидат прегледани од ушен увонос и грло специјалист. Може би и најчесто и прво така се обраќаме кај ушен лекар кога имаме вртоглавица. Заради тоа што симптомите започнуваат од увото и започнуваат со зуење во ушите, започнуваат со една непријатност и најчесто со намалување на слухот. И заради тоа се прави таков еден аудиолози се делот на тие уролог специјалисти кои што потоа ги упатуваат дека е себорец со тој дел, меѓутоа треба да се оди промени има во вратот. И тогаш доаѓаат кај нас, кај физијатрите, во амбулантите за физикална терапија и тогаш се поставува диагнозата. Најголемата вештина е во тоа да се исклучат многуте состојби кои што можат да доведат, значи до да се најде вртоглавица. вистинската причина, така Кога ќе за се најде состојба. вистинската причина, а голем дел од причините е од вратот, тогаш на вистина можам да се пофалам дека нашата ординација многу успешно 15 години работи и на вистина многу успешно ги третираме. Не можам да кажам има и дел од случаевите кои што се отпорни, меѓутоа постојат сега многу новини, многу убав третман со многу малку интервенција се постигнува многу убав резултат кај пациентите. За 10 до 15 дена 80% од симптомите на вртоглавицата ќе се изгубат и потоа кажуваме што понатаму. Го едуцираме пациентите. Да. И колку значи тоа олеснување, така кога ќе се вратите на стариот нормален начин на функционирање. Кога ќе почне да функционира, стравот прво веќе првично се трга на страна, така? Првата недела од третманите, стравот почнува да се намалува и нас ни е најбитно пациентот се чувства постабилно за да дојде прво до амбулантата. Имаме случаи каде што и пациентите ги носат некои членови на фамилијата заради нестабилност е врзан со некој член. И така да тоа е еден дел од вратот кој што е често пати може да биде и да коегзистираат повеќе состојби, значи може да биде и причина и заеднички и во внатрешното уво и да биде дел од вратот. Состојбите во вратот се најразлични кои може да предизвикаат вртоглавица. Значи може да биде причина дискус хернија во вратот, може да биде спондилоза, може да бидат трауми, дали некоја сообраќајна несреќа која што не мора да била во моментот. Така, може и поодамна да се случило нешто такво, така и често пати е поодамна, па ние во историјата на земањето анамнеза кога го прегледуваме пациентот. Така, прегледот како изгледа. Самиот опфаќа многу прашања затоа што пациентот не е ни свесен дека тоа е дел од неговата состојба или причина. И така да ќе ми каже често пати дека и на самата рентген снимка се гледа дека имало некоја траума или оние нагли движења на вратот. Може не е сообраќајна несреќа, може да е спортска повреда и слично. Така да тие движења може да предизвикаат
после месеци па и години прв пат да дадат вртоглавица. Не мора да значи дека 2-3 дена после сообраќајната несреќа ќе има само симптоми. Не, него месеци па и години знаеме да прашаме дали некогаш си имал, да, ќе биде потврден одговорот и така. Тоа е една од причините. Сега можам да кажам спондилоза е нешто широк термин, тоа е нешто што малтене секој на 40-45 години и јас имам и секој има и нема човек што немал болка во вратот која што понекогаш ќе се манифестира како спондилозни промени. Тоа не е таква тешка состојба, но одредени состојби на спондилоза знаат да се манифестираат со многу интензивни симптоми и тука да биде вклучена и вртоглавицата. Така, може да се јави одеднаш, може кратко да трае, неколку секунди, кај некого минути, кај некого и подолг период, така да се повторува истото. Тоа е многу убаво прашање и многу често, значи, затоа што кај голем дел на пациентите е различна плејадата на која ќе го кажат, значи кај некои пациенти се случува по неколку секунди до минути, па и сати. И време траењето кај некого и години во должината. Да. И сега е многу битно, пак ќе кажам, во поставување на дијагнозата, вештината да се исклучат кај кого, кој точно ќе го лекува тој пациент и како ќе се пристапи. И колку е важно што побрзо тоа да се направи, така вистинската причина и дијагноза, бидејќи може да попинат и месеци и подолг период, човек да оди на најразлични места, а некако едноставно да не може да се Така, некој пат со многу мала интервенција да се направи многу голема промена во вратот и да се намалат симптомите. Но она што го кажавте, пак ќе нагласиме за сите што не гледаат, би сакала секој момент кога ќе се појави да се што побрзо тоа јават на лекар да се установи од каде. Така да. Само да ги повикам и да ги поканам гледачите дека можете да се јавите на вам добро познатите телефонски броеви, да поставите прашање за проблемот кој го имате и доколку веќе го имаме гледачот. Добро утро и повелете. Добро утро. Добро утро. Малце покасно се уклучи, така да не знам дали беше соодветно, али имам некои, може нема врска ова, пошто покасно се уклучив, имам некои од порано до неколку години, како некои звукови, ама не од ушите. Така зуење во главата, сум правела ЕЕГ порано, некои оштри тонови, така ми кажа докторката, ама ништо не сум пила и тоа ми смета, го осеќам кога ќе легнам точно како ми зуи нешто. И од десна страна некогаш ми се јавува во главата како огин од десна страна, ама тоа некогаш понедела еднаш така како огин од десна страна, ама немам притисок. Така да пипнам главата ме заболува некогаш. Што треба да направам? Се може не е соодветно ова? Да, добро. Се уште го имате тоа зуење? Бушите? Зуење го имам, ама немам ушите, бетна ушно. Тоа во главата ми правеа ЕЕГ. Имам некои остри тонови, пишуваче. Пред години неколку има стрес некој и не пијат ништо. Кај треба да се обратам за тоа? Сега ќе гледам колку можам секако, вака, ви благодариме за јавувањето. Телефонски да ја упатам пациентката, значи како што ги опишува симптомите, потребно е и малце да се направат можеби и други некои испитувања, да се видат каротидите, значи од васкуларна природа, крвните садови во вратот, кои што исто така знаат да дават и во главата такви некои сензации, звуци и значи многу е битно да се направи тука и уште некои видови испитувања, да се прегледа малце потемелно жената за да се види потеклото на тоа, како да не е доиспитано, завршено е со некој ЕЕГ, меѓутоа причина може да биде и промена на притисокот и тука би сакала да нагласам дека често пати пациентите кои доаѓаат мислат за висок притисок, но напротив вртоглавица оди со низок притисок. Така да кога ќе падне притисокот малце повеќе, тогаш може да се зголеми вртоглавицата или мерење на притисок кај пациентката, одредени лекови што ги примаат. Затоа викам како ќе ни надоаѓаат и ви самите пациенти ќе кажат, ќе не потсетат одредени лекови, кардиолошки лекови, антиинфламатори, како да речеме еден обичен ибупрофен може да предизвика. Пациентите наши си ги пијат многу за различни видови болки
и За да ја за смират главоболка, болката, за така. различни, за болка и слично, и одредени лекови, такви, одреден вид може да ги нагласат вртоглавиците и зоењето и слично. Кај пациенткава може би не е потеклото во ушите како што нагласи дека е во главата, така да исто може да биде зголемена напнатост, стрес, одредени ситуации, состојби кои си ги имала емотивната ситуација, зголемен стрес и емотивна состојби некои појаки, секогаш пациент која ќе дојде со одредени од овие се што ги набројавме симптоми во склоп на вртоглавицата, па не можам да исклучам дека скоро секогаш имаат некоја емотивна понапната ситуација или имале во претходниот период, која што довела до една таква тензичност, да пациентот веќе како да прелева чашата и не може да го издржи заедно искомплицирано со стравот, со сите тие болки, прави навистина непријатна состојбата. Да, бидејќи болест конкретна, направено е снимањето, исклучено е се, не постои, а сепак нешто тоа не е исто така. измачува. Некој пат, често пати викаме мора да има и болка во вратот, но кај одредени пациенти, за да биде вртоглавица од вратно потекло, меѓутоа кај одредени пациенти нема болка во вратот, а сепак имаат вртоглавици. Тогаш тука е пак вештината што ќе се направи, каде ќе се направи дистинкција од кој тип и дали е во мирување вртоглавицата или е само при движење, при станување нагло. Тука да не го мешаме оној дел исто да спомнеме она ортостатска хипотензија кога нагло ќе се стане ради падот на притисокот. Да, или ќе се наведнете одеднаш така некое лошо движење ќе направите, кои што ги едуцираме пациентите со оваков тип на симптоми да не ги прават да се чуваат од такви нагли промени. Значи такво чувство може да имате и кога седите, така, ако кај некого... Да, може да биде и во мирување, тоа е често од централно потекло и нешто друго во прашање. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Да. Ве слушаме многу тивко, ќе ве замолам само малку погласно, за да го чуем убаво прашањето. Ќе се обидам уште еднаш. Ајде, повелете. Да, не успеваме да ве слушнеме, ќе ве замолам ако може уште еднаш да се обидете да се јавите за да можеме и поубаво и подобро да искомуницираме. Во меѓувреме ќе продолжиме нели со она што ни е тема на нашата денешна емисија, кога веќе ќе се открие вистинската причина. Така. Што понатаму? Како се почнува? Кога ќе поставиме дека се работи за делот од вратот, тука правиме и одредени, не е само клиничкиот наш преглед, него и може би одредени имаджинг диагностики во смисол на рентген, магнетна резонанца, ако се сомневаме на дискус хернија. Не се ретки ситуациите кога дискус хернија во вратот ќе дава и вртоглавица. И после сите тие нели потребни да речам испитување и исследување, лично поставуваме индикација за терапија. И тука е оној дел што е навистина, можам да кажам нашиот дел кај што навистина можеме да се пофалиме дека успешно физикалната терапија делува во третман на вртоглавиците, затоа што делуваме и на вратот. Така, да. Да го слушнеме сега гледачот. Добро утро, повелете. Добро утро. Наред? Да, вие сте вклучени во програма, повелете со прашањето. Благодарам многу. Поздрав до емисијата, одлична е. Ви благодариме. Видите, јас имам вертиго, значи од поодамна, али ова е многу чудно што се дешава. Ало? Да, ве слушам. Ме слушате, нели? Ве слушаме, да. Видите, и јас неколку пати, значи во рок од 2 години, 3-4 пати, из чиста мира седејќи, почнува во среќа што се тоа дешава дома, вртоглавицата одеднаш почнува, се врти целата комода, фотелите, ова, но и тоа трае околу пола минута и после го снемува тоа. И кога да ништо не било. И ќе го мерам притисокот, мислам све е нормално. После тоа уште еднаш, значи 3 пати до сега. Отидов на ушно отидов и ми ги дадоа бета серцот. И се ме интересира колку време тие треба да ги пием, ова ми е 4-то кутиче више што го пијам и дали треба да одам, отидов и на невролог,
нема ништо од таа страна, сега едино ако останува од шилците од спондилозата од вратот ли, немам поима. Колку време да ги пијам? Така. Значи, стварно, ова е многу страшно. Мислам да се наведнаме или било што нема проблем тоа. Да. И сега се навикнав на тоа, али не знаеш кога може и во кое време тоа да ми се деси. Многу е страшно. Да, многу е страшно. Так. Колку пати во денот ви се јавуваат ваквите епизоди? Не секој ден. Не секој Еднаш може на неколку, еднаш урелната ќе влезе, кој што прави кифли памтам, ланска година. Значи, од лани и преклани тоа, до сега 4 пати. Во трговски ми се деси еднаш, 4 пати, значи. Али многу страшно е, многу неочекувано. Да, така е. Ви благодариме за јавувањето. Да. Еве, ова што го зборувавме дека е навистина непријатна ситуација, па може би во целата несреќа и добро е што малце поретки епизоди ние имаме во текот на денот кога пациентот ќе изјави дека има 10 до 15 вакви епизоди како пациентката. Така да така и дојдовме и до моментот на терапијата, значи секако јас веднаш започувам и со фармаколошка, значи медикаментозна терапија со лекови и заедно со физикалната терапија, сето тоа оди заедно. Многу е интересно за пристапот во третманот на вртоглавиците, треба баш навистина се превземат наеднаш сите работи за да може да имаме ефект. Значи пациентката го спомна бета-серкот, значи лек што е навистина од поновата генерација, има и други, најразновидни сега има и понови, кои што се исто многу успешни и одма ќе нагласам за да одговорам на прашањето, значи минимум 4 недели е потребно да се пие лекот. Никако испод 4 недели, да не се прекинува, го заврши в кутивчето па да прекинам. Него, минимум 4 недели. А максимумот, колку во должината се додека не смета докторот дека е доволно. Да. Значи, лекот е одличен, што е препишан на пациентката, го даваме секојдневно и безбеден и многу е битно да се зима доволно долго без прекини. Затоа што пациентите кои сами ќе прекинат на своја рака ќе се вратат голем дел од симптомите повторно и повторно ја почуваме приказната. Значи додека не го излечиме целото тој дел да го покриеме, да знаеме дека навистина со се. Сега некако ми е тука недовршена приказната кај пациентката, треба да се направи тука рентген на вратот, значи да се упати на физијатар за да може да се направи и малце поинаков преглед физијатриски кој што ќе доведе да се види дали е состојбата и од вратот предизвикана оваа вртоглавица. Затоа што ако се уште се јавуваат и под дејство на лекот, треба да се бара уште нешто во позадина, некои дополнителни причини, може би се и повеќе причини, ако е притисокот уреден, ако е повозрасна пациентката да се види доплерот на каротидите, за да може да се направи целосно убаво испитување за да се најде вистинската причина до крај, а не да не се грижи пациентката во колку во временски ќе го пие лекот. Значи имаме пациенти кои што се и 3 години и 5 години на тие лекови, се прават одредени, меѓутоа лекарот е тој што ќе одлучи. Така, тој што ја ординирал терапијата, така. Индивидуално спрема пациентот, спрема симптомите. Да, ја споменавте циркулацијата. Многу е важна, така? За добро функционирање на организмот. Да, апсолутно е важна и еве пошто ме потсетивте, исто одма ќе апелирам кај пушачите, не само дека делот на крвните садови, него истовремено вртоглавиците, посебно кога ќе земаме анамнеза, се нагласува моментот кај оние што се пушачи, се нагласуваат вртоглавиците и симптомите, нагонот за гадење и повраќање. Има навистина ефект делот на цигарите, многу страшен. Така, како и за многу други работи, да, и состојби. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Ало, добро јутро. Добро утро. Голем поздрав до докторка. Благодарам. Имам многу голема вртоглавица од јануар месец. Не можам по пат да одам. Значи, пију уритал и магнезан и не знам више што да пиjem, едва одам по улица. Така. Ние сме стари, 75 години имам. Така. Колку време ги пиете лековите? Под 5 месец дана се од препоруку. Така. А сега имам снимци чек до 28 на врат да се снимам. Така, да. Цел месец. Да. Ве молам да ми помогнете, ми сме стари, нема кој да не се по пазар, нема кој да не послуша. Така не се оди по улица. Да.
Така. Е голем проблем, ве сваќаме. Да. За На жал, вистина, навистина е голем ама еве проблем, ќе се снима вратот. Да, Значи е препорачано да се тргнато е во некоја добра насока, веќе месец дена ги прима лековите и еве она што го зборувам, можам да препорачам кај повозрастните пациенти обавезно да си земат бастун, затоа што ја дава позголема настабилност движење низ домот. Далеко од тоа кај овие пациенти кои што навистина имаат голем проблем дека можат да излезат и да движат надвор без помагало некој, така? Или без дури и некој со нив, ако нема кој веќе да биде да ги придржува, навистина бастумот е едно многу добро помагало при овие состојби за да се спречат, она што го кажавме на почетокот, да се спречат компликации од типот на скршеници кај повозрастните. Едноставно самата возраст, напреднатата дегенеративна промена во вратот, значи спондилозата, тие мали зглобчиња на вратот што се наоѓаат, се викаат фасетни зглобови, и тука се тие рецептори кои што практично му праќаат на мозокот информација за нашата положба и движење и контрола, и кога при изразени промени кај возраста, што е нормално со возраста, праќаат погрешни информации и тогаш станува веќе проблем во движењето на пациентот и нестабилноста и слично, така да кај овие пациенти е потешко. Мора да се сними вратот, може да се упати на физикална терапија за да се. И кога веќе ќе се применува физикалната, многу така. веројатно, како што рековте, добри резултати се постигнуваат. Ќе се фокусираме повеќе на вратот, ќе го решиме тој дел, барем да се намалат до подносливи некои ниво подносливо. И исто така често ја препорачувам, тоа е шанцовата кравата, тоа е една мека сунгереста кравата која што се става околу вратот, има за цел во поакутните состојби, не за стално, пошто се што е добро, па и истовремено и не е, има и друга страна, така да тоа е некоја состојба која што ќе му улесни на вратот од тежината на главата. Значи, да се поносува по неколку часа на ден во таквите најакутни состојби на вртоглавица, затоа што ја држи постурата на вратот и на главата и истовремено му олеснува на вратот од тежината на главата. Затоа што секое движење и наведнување зголемува, да. И секоја, затоа во едукацијата на пациентите најчесто она што го кажуваме е спиење и на повисоки перници, на 2 до 3 перници, значи да е еден агол повисок главата, затоа што секоја исправување наназад повторно собата им се врти она што го кажа. Како да тонете. Така, и значи спиењето, да се избегнуваат наглите движења, во некои ситуации да се затемни собата, значи исто така и светлината поврзано е. Исто така да се избегнува од тогаш многу мобилни телефони кај помладите што се цело време, значи затоа што го фокусираат погледот, еве тој момент не го кажавме, често имаат и визуелни проблеми. Значи и го фокусираат погледот на пишување и тогаш баш вчера имав еден пациент после саат време гледање рече на социјалните мрежи и јас рече готово после целосно се одземав од вртоглавицата. Затоа што погледот го фокусира и поврзано со центарот. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот и она што е најважното, физикалната терапија. Како се почнува, од што се состои, временски колку е потребно кај секој пациент така за да ги постигне посакуваните резултати. Физикалната е она што навистина ни нуди многу алатки да помогнеме на овие пациенти, почнувајќи од третмани во вратот, зависно од што е причината. Потребно е таа мускулатура која што е напната и често пати тие така наречени миогелози, тие се топчиња кои што се тригер топчиња на болни места во вратот, да се третираат и кога ќе се намали мускулниот грч, мускулниот спазам во вратот, навистина ќе го видите од олеснувањето на ликот на пациентот. Со сите наши процедури на електротерапија, на ултразвук, на магнет, лазер, се што постои нашата, што ни дава можности физикалната е навистина им помага на пациентите и брзо за 10 дена ние ќе го видиме убавиот ефект, истовремено едукација на пациентот,
после терапијата го едуцираме да носи таа мека сунгереста кравата. Барем дома може да ја носи. Барем неколку нели? часа кога е малце поактивен и за да се ограничат наглите движења, додека да дојде до амбулантата, да си отиде од влегување во кола, излегување, сите тие такви менување на позиции и го едуцираме, тоа постојат одеден тип на вежби. Јас не знам колку ќе се забележа, тоа се вежба која што инсистирам да секој наш пациент што ќе дојде во ординација и што има такви проблеми со оние што ги спомнавме на почетокот каналчи, тука има едни кристалчиња кои што кружат во внатрешното уво и кои што му даваат таков дисбаланс и губење на рамнотежа на пациентот и ние го едуцираме една вежба која што трае не цели 3 минути, значи со се подготовката 5 минути, промена на положбата дома и тоа е таа вежба која што се менува положбата од една во друга страна, значи за да се намали вртоглавицата. Веднаш потоа да ја стави шанцовата кравата и да ја носи едно саат време до 2 и повторно вежбата да ја направи 4 до 5 пати, некогаш и 6 пати во денот се препорачува зависно од симптомите и слично и навистина подобрувањето е тука. Се препорачуваат масажи исто така, значи длабока масажа која што прави навистина улеснување на симптомите и тие си имаме и специјален вид на масажи во нашата ординација кои што се таргетирани само за вртоглавици. Значи не се само за вратот, него се опфаќа и делот од зад ушите и делот од задниот дел, тилен дел на главата, затоа што често пати има и тензиони главоболки кои што се лоцирани во тилот и исто така даваме одредени вежби за координација. Значи, движења со очите заради држење на фокусот и балансот, тоа се специјални така наречена вестибуларна рехабилитација која што е таргетирана за дисбалансот и рамнотежата. Така да тоа се вежби во седење, во стоење, вежби со очите кои што можат пациентите и многу се едноставни, многу се благодетни затоа што може и секој пациент и повозрастните и да си ги прават и во кревет уште додека лежат и за да потоа полека се вратат, најпоследниот дел е да се вратат во функција и со поактивни вежби кои се работи за помлади. Така да добро и мора да го практикуваат и по физикалната терапија што во ординацијата ќе се направи, така? Самите пациенти кога ќе го видат благодетот од еден тип тие координативни вежби за координација и баланс, значи потоа сами си се учат и веднаш ќе си го почувствува моментот кога му надоаѓа повторно, ќе си ја стават шанцовата кравата, ќе си извежбаат и така да даваме препорака во однос на почести масажи мануелни, значи рачни во делот на вратот. За да тука за да едно одржување, колку повеќе да. одржуваме поопуштена, особено ако видиме помлада особа под стрес, емотивни состојби и слични некои, и колку поубаво се одржува таа мускулатура, по-лесно, тогаш и симптомите се многу во некоја блага фаза и кои што се менаџираат и секако заедно со медикаменти. Не е ретка состојбата да се препишуваат и миорелаксанти, значи таблети кои што ги ослободуваат мускулите. Имаме и тука некои одредени на природна база и секакви имаме лекови кои што спрема пациентот ги кроиме, ги даваме. Така да тоа се некои препораки и начално она што е за дома препораките, начинот на спиење на перницата, слично положбата на спиење, држењето на телото, да нема нагли движења, така. Особено кога има движења во кола, да не се чита ништо. А многу често сме сосема со наведната глава надолу, така и тоа ни го прави веројатно проблемот. Да се вежба постурата, да се зацврстат мускулите на вратот, значи и она што е најбитно се да се избегнува такво движење и фокусирање на погледот при движење. Значи дали се работи за во автомобил или во автобус, да не читаат никогаш тогаш ништо заради фокусирање на погледот, за да не се нагласат тогаш вртоглавиците. Така да тоа се некои генерални совети кои што ги даваме. Да. Значи најважно е да најдеме причината, дали е една од најчестите вртоглавицата која што потекнува од вратот? Една од најчестите. Едно најголем дел е вртоглавицата од вратот и вратот сам по себе е честа причина, баш затоа што на почетокот кажав, малтене не постои човек што немал болка во вратот во некој дел од својот живот. Така да дали ќе има вртоглавица, не секој е склон кон вртоглавица. Меѓутоа се поврзува со одредени состојби кои што можат да ја нагласат. Па тука е малку и внесот на сол,
да се избегнува. Потоа кога има таков тип на вртоглавица, јас обавезно препорачувам да се избегнува одење по топлото директно, значи обавезно носење на заштитна капа на главата, затоа што директно на сонцето им се нагласува. Рековме веќе за цигарите и тоа хидрирањето така точно така. Значи тоа е и кај помладите, па и дечињата, често пати кога ќе се пожелат од вртоглавица, доволно хидрирање, значи внесување на вода. Така, да. Ви благодарам за гостувањето. Беше поучна емисијата, оние кои што го имаат проблемот не успеале досега да го најдат и решението и причината. Еве, може да направат и снимка на вратот па да видат дали им потекнува вртоглавицата од вратот, а веќе кога ќе се восстанови причината, решението го има. Така е, да. Нека дојдат во нашата ординација и се што можеме ќе помогнеме на пациентите. Ви благодарам уште еднаш. А благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.